Даколе во вечерните вести на Алфа гостин е Горан Ангелов, директор на Агенцијата за иселеништво, со кој ќе поразговараме на сите актуелни теми, особено во периодот кога во собранието се има дебата и треба да се донесе изборниот законник и главна тема е електронското гласање на диаспората. Добро вечер, господин Ангелов. Првото прашање и би ми се однесувало на тоа, дали вие како Агенција за иселеништво сметате дека ова електронско гласање ќе придонесе за поголем интерес и поголем придонес од диаспората во изборниот процес во Македонија? Најпрвен добро вечер до сите гледачи на Алфа телевизија. Секако нашите иселеници, нашата македонска диаспора, за гледачите на ТВ Алфа, но и на сите гледачи во Македонија и надвор од Македонија е многубројна. Само со македонски патни исправи низ светот имаме околу 700.000 македонски граѓани. Значи станува збор кои се македонци по етничка припадност, албанци, турци, значи сите национални малцинства кои живеат во земјава, вклучително и македонците, огромна бројка. Само за потсетување на последните председателски и парламентарни избори, бидејќи системот на гласање сегашниот е невозможен, треба да идете во најблиското дипломатско конзуларно представништво и таму да го остварите своето гласачко право, а најчесто нашите дипломатско конзуларни представништва се во најголемите центри, во земјите кај што престојуваат. Ја ќе ви кажам еден пример, да кажеме во дипломатско конзуларното представништво во Венеција, тој што живее во Милано или Торино треба да патува 400 километри во еден правец и да се врати во 400 километри во еден правец за да го оствари своето гласачко право. Во 21 век, кога електронските системи, системите кои возможуваат буквално трансфер на пари, пренос на вести, што го правиме и денес, на вистина е срамно и штетно да ги малтретираме граѓаните, да трошиме ресурси финансиски од буџетот на државата, бидејќи секоја дипломатско-конзуларно представништво формира од страна на Државна изборна комисија, имаме комисија која ги спроведува тие избори. И навистина светот денес ги познава тие системи, тие екзистираат и во соседството, и во Република Хрватска, во Република Косово имате електронско гласање, во Република Албанија тоа е по патна пошта. Значи, онама кај што има силна диаспора, тоа право го остваруваат. Ако им овозможиме на нашите иселеници надвор од Македонија да го остварат тоа гласачко право, јас се надевам дека на следните председателски избори, од кога ќе почне да важи овој закон, ако бројката сега била само 3000 луѓе гласале, тоест 2700 прифатени, а 3000 се обиделе да гласат, значи таа бројка веројатно ќе биде многу повеќе кратна и тогаш македонските иселеници ќе се почувствуваат она што и треба да бидат, дека се нераскинлив дел од македонската држава. Така, и веќе напоменавте дека само 2700 гласа, иако особено и преку океанските држави, меѓутоа и во Европа, многу гласачи се пријавуваат, односно македонски граѓани се пријавуваат да гласат, но не се појавуваат дента на гласањето, веројатно спречени од X причини да не може да одат. Далечината е една од причините. Дали со ваквиот начин на гласање ќе имаме поголем одзив од диаспората? Дефинитивно ќе имаме не поголем, повеќе кратен одзив. Ако бројката била 3000 пријавени, јас сум сигурен дека на следните председателски избори која ќе би важел законот, ќе имаме во илјадници, во десетици илјадници, ако е сега 3000, сигурно 30.000 луѓе ќе се пријават нови избори, бидејќи на вистина е невозможна мисија да гласате во дипломатско-конзуларните представништва кои се многу оддалечени. Таму може да гласаат оние кои живеат на 15 на 20 на километри од тоа дипломатско-конзуларно представништво. Да кажеме во Сојузна република Германија имате 3 дипломатско-конзуларни представништва: Берлин, Бон и Минхен. Нашата емиграција, да кажеме, во Северна Рајна Вестфалија изнесува преку 160.000 луѓе. Значи, имаме страшни бројки. Јас сум убеден дека сите луѓе нема да се пријават да гласаат. Едноставно, како што во Македонија не гласаат, така и таму. Но таа бројка ќе биде повеќе кратна. Верувате ми, и со тоа
ќе може да влијаат и на политичкиот и на општествениот живот во земјата, а со тоа да ги подобрат условите за нивно евентуално враќање и реинтегрирање во нивната татковина во Македонија. Бидејќи секој ден сте во контакт со иселениците од Македонија, каков е нивниот став? Дали имавте можност досега да поразговарате? Даваат ли поддршка на ваквиот начин на гласање? Да, дефинитивно даваат, бидејќи ако имаат своји некакви обврски према Македонија, према фамилиите, испраќаат секојдневно или месечно некакви финансиски средства за да ја помогнат македонската економија, а пред се нивните фамилии. Нормално е дека ако можеме секојдневно да вршиме банкарски трансакции кои се заштитени максимално, зошто да не го заштитиме електронски максимално и избирачкото право. Значи и самата пријава да биде заштитена максимално, но и денот на гласање, значи имаме биометриски можности, дали по пат на зеница, дали по пат на прст, да се легитимираме пред избирачкиот централен одбор во земјата и тоа избирачко право да биде остварено со максимална заштита. Но тоа не е наша обврска, тоа е обврска нели на програмерите, на оние кои го прават тој систем, и бил сум убеден дека тоа не представува некаква посебна операција која е невозможна и како е возможна бидејќи такви системи постојат во цел свет. Така, ви благодарам за овој разговор. Ние го следиме, ја следиме дебатата во собранието и очекуваме дека во следниот период политичките чинители ќе постигнат договори и ќе добиеме нов изборен законник со можност да електронски да гласа и диаспората. Коле, ова беше разговорот со Горан Ангелов, директор на Агенцијата за иселеништво, и се враќаме во студио.